Почитувани гледачи, поздрав од Филип Втори арената во Скопје. Го очекуваме реманш над преварот од првото квалификацијско коло од УЕФА Европа лигата, дуелот меѓу нашиот представник Хоризонт Турново и литванската екипа Судова. Историски 11 јули е ова за фудбалерите на Хоризонт Турново на селцето од 500 до 700 жители покрај Струмица. Историски настап има во првиот надпревар во Литванија, каде што успеа да обезбедат позитивни 2:2 и со големи надежи па и шанси ке речеме влегуваат во овој реванш и се надеваат дека ќе направат историски исчекор во втората квалификацијска рунда од второто по ранг европско клубско надпреварување УЕФА Европа лигата, поранешен УЕФА куп. Можеме полека да одиме со основните податоци на овој надпревар. Најпрво можам да го добијам составот на литванската екипа на Судова, која што денеска има само една измена од оние 11 мина кои што настапија на првиот надпревар. Давидовс, потоа Раджиус, Исода, Леймонас, Удже, Соблинскас, Барановски, Башич, Шевдукас, тој е новиот фудбалер кој што настапува на местото на Брокас, потоа Валскици, Раджиневичиус. Тоа се стартните 11 мина на тренерот Дариуш Гвилдис. Само една измена има и на спротивната страна, односно во нашиот табор, во нашиот представник екипата на Хоризонтот Турново. Тренерот Шефки Арифовски се реши за овие 11 мина. Димовски е на голот, потоа Балдовалиев, Блажевски, Илиев, тоа е фудбалерот кој што игра на местото на Тасев, кој што беше стартер во Литванија, потоа Мавров, Митрев, Митров, Петров, Тенекеджиев, Вареловски и Василев. Ви ги читам составите, онака како што ги добивме по записникот. Формацијски нешто подосна ќе можеме да ги утврдиме формациите на двата тренера, на Арифовски од едната и на Гвилдис од спротивната страна. Очекуваме, драги гледачи, секој момент на преварот да започне и еве овој момент започнува средбата во која што посакуваме многу успех на фудбалерите на Турново. Посакуваме да видат екипата која што ќе се пробие во второто коло, да биде ова еден историски момент за клубот кога сето она што го направи во изминатата сезона со извонредните игри, со трката за шампионската титула до последното коло да круниса со пробив во второто коло од Лигата на Европа. Моменти. Нема ништо опасно. Еве му шанса и на Валскиси, фантастичен погодок. Долго време се колева, долго време размислува, шутираше Башич, па се одби таа топка до Валскиси од неверојатна позиција, еден фантастичен погодок. Повторно литванците отвораат со извореден гол. Втор на Нериус Валскис на дуелите на дуелот против Хоризонт. Тоа е фудбалот. Ете казната доаѓа за нереализираните можности на фудбалерите на Хоризонт. Пред се во онаа 32 минута кога Блажевски ја погоди стативата, пречката, она му што спојуваат пречката и стативата. Гледате како немилосрдно фудбалерите на Судува го казнуваат тоа и водат со 1:0. Последни 2 минути од првото полувреме. Но има уште многу да се игра. Хоризонти во Судува за 90 минути имаше само еден корнер наспроти 12 за литванскиот представник. Блажевски го изведува корнерот за Турново. Е шанса 1:1. 1:1. Петров. Еден спрема еден во вистински момент. 48 минута. Одличен скок на Петров, изморедно висок, 196 сантиметри, се извиши онолку колку што беше потребно, го смени правецот на топката и тоа е Митров. На Петров или на Митров гол? Илјо Митров. Митров сепак. Илјо Митров, да. Сепак Илјо Митров.
1:1, 47 минута. Валскис. Шанса за Судува и 2:1. 52 минута. Судува води со 2:1. Радзевичиус. Многу брзо фудбалерите на Судува поведуваат со 2:1 и ова се ќе биде тешка мисија за фудбалерите на Турново. Имам впечаток дека овде имаше офсайд, барем по она што го забележуваме од овој агол и покрај тоа што е исклучително тешко да се забележи, но мислам дека беше најмалку сега малку театар таму од судијата Пизани. Очекуваме центар шутот на Блажевски сепак. Топка кон голманот Димовски, имаше игра со рака, да, имаше игра со рака. Дали е тоа Башич? Мислам дека крватот Башич играше со рака и каква шанса сега за нашиот представник. Да видиме сега кој ќе има нерви. Не е Башич, туку е со број 24, мислам дека на Багдана Вичиус му беше покажен жолт картон. На Урба со број 22, мислам, не е важно. До ова е тој момент. Со број 22 Урба, да. Туку што влезе во игра и ете го проблемот. Блажевски во судиското продолжение на првиот надпревар успеа да го доведе Хоризонт во водство со 2:1. Сега срцата на овие неколку стотини навивачи чукаат за Блажевски да погоди и да влеземе во продолжение два пати по 15 минути. Залет на Блажевски. 2:2! Хоризонт Турново останува во живот. Она како што беше на првиот надпревар во Литванија, еве сега со последните секвенции од овој меч, вистинска драма на Филип Тори арената. Хоризонт Турново израмнува на 2:2 и ќе влеземе во продолжение два пати по 15 минути. Во продолжение во кои веруваме дека Хоризонт ќе најде сили. Одлично реализиран пенал, отиде на десната страна голманот Давидов, на противната страна Блажевски имаше храброст, имаше срце, имаше прецизност. Башич прв изведувач на пенал во оваа рулет серија. Фудбалерот што постигна фантастичен погодок на првиот надпревар меѓу овие две екипи. Овој надпревар не се прослави многу. Башич против Димовски. Прва серија. Го прочита, меѓутоа не успеа да го одбрани ударот на Башич, голманот Димовски. Искусниот Зоран Балдовалиев, извонреден стрелец, ја превзема одговорноста да биде прв што ќе бие од играчите на Турново. Извонредно. Сега за да го заокружи овој надпревар, Урба треба да промаши и пенал. Тоа е фудбалерот кој што е директен виновник за овој резултат. Да, нема оди на човекот денеска. Посакуваме да биде трагичарот. Блажевски. Ајде, мајсторе, еднаш во 90-та, 95-та која минута беше изворедно погоди. Има проблеми таму со теренот, тоа е евидентно и паметно. Урба изгледа ја ископа белата точка пред малку. И пред Урба мислам дека беше, ама
Залет на Блажевски. Извонредно. 3 од 3 против Судува. Води Турново. Шаблинскас против Димовски. Психолошката тензија, психолошкиот товар е далеку поголем и уште поголем практично за литванците. По промашувањето на Урба, по сето она што се случуваше во финишот на надпреварот. И да видиме сега Шаблинскас. Одлично изведен пенал. 20-годишниот Најденов влезе во завршницата од надпреварот. Покажа во неколку ситуации дека има одличен удар, сега е важно да погоди. Најденов, браво! Одлично изведен. Видиме дали е тоа. Мислам дека е со број 16. Тоа е резервисто со Брокас. Играше стартер на првиот надпревар, во овој влезе во игра. Брокас против Димовски. Одлично изведен уште еден пенал. Како ќе се снајде одбранен фудбалер во ситуација да бие од белата точка. Играше повеќе офанзивно, во многу ситуации му дава доверба Шевки. Рифовски и брани Давидов, одново сме на 0. Инаку има титула италијански prvак со Интер за фудбалери до 17 години. 2007-2008. Да видиме како изведува пенали Масимилијано Уге. Добро, прецизно, сигурно, нема кен Димовски. Еве сега водство за Судува. За да продолжи серијата, треба да се погрижи Митко Мавров. Екс-младински репрезентативец, одличен фудбалер, потенцијал, да видиме. Мавров погодива посредината. Храбро. Маратонот продолжува. Сега нови изведувачи. Секогаш незгодни. И брани Димовски. Браво Димовски. Го прочита. Леймонас. Одлична реакција на нашиот голман. Ја гледаме уште еднаш оваа ситуација. Браво. Ова веќе прочитано. Застана за момент, сочека и погреши Леймонас. Еве сега Стоилов ми се чини Стоилов, дека најмладиот е презема одговорноста да го однесе Турново во втората квалификацијска рунда. само 17 години има. Ајде малечок, концентрирај се. Ајде еден добар удар за голема радост. Погодува Турново е во второто коло. Историски момент за најфудбалското село во Европа. Во преградка фудбалерите на Турново. Оваа голгота, овој фудбалски маратон го завршуваат еден на друг. Го прославуваат големиот успех. Малобројните гледачи во преградка исто така. Сепак треба ова да се доживее, оваа драма, се во овој инфаркт надпревар кој што кулминираше во онаа 95-та минута кога Блажевски од белата точка успеа да изравни на 2:2 и еве го епилогот по изведување пенали 7:6 за Хоризонт Турново и
направен е големиот чекор исчекор кон Хајдук, многу провокативен противник. Апсолутно, веќе во вторник на истиот овој стадион ќе го гледаме Сплитски Хајдук. Апсолутно заслужено фудбалерите на Хоризонт Турново го зачинуваат овој историски деби настав на европската сцена во УЕФА Европа лигата со победа над Судува